Добар ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што со нашиот драг, ценет, почитуван професор доктор Зоран Крстевски ќе позборуваме за теми од астрологијата. Тој воедно е автор на 13 книги, исто така од областа на астрологијата, филозофијата, популарната психологија и така натаму. Денес ќе ја обработуваме темата за хороскопскиот знак на лавот. Добар ден, професоре. Добар ден. Дали може да кажеме нешто повеќе околу позитивните и негативните карактеристики на знакот лав? Позитивни карактеристики, знаеме дека тој е мощен, креативен, има голема самодоверба, исто така е лојален кон групата, меѓутоа има и негативни карактеристики како, например, неговата горделивост, на моменти сака превладува тие пониски центри, има потреба од доминација, неретко ги обвинува другите и така натаму. Дали може нешто повеќе околу овие карактеристики? Па, тежна е кон супериорност да биде малку над другите. Точно, достоинствен, горд, има суета. Некои лавови се исклучително ориентирани кон успехот, кон моќта, кон потребата за доминација. Некои лавови помагаат на другите, ја има таа сончева енергија, сакаат да им се најдат на другите. Едноставно зрачат со една убава енергија. Така што се зависи од нивото на свеста и од висшиот и нижиот карактерен тип. Оние кои се нижиот карактерен тип навистина се тешки, суетни, се егоистични и наметливи. И со нив е тешко да се излезе на крај. Може да се каже дека едни од најнарцисоидните зодијачки знаци се лавовите. Така. Нарцисот, нели, јас сум најубав, јас сум најдобар, јас сум најпаметен. Еве, Мухамед Али, роден во знакот на Јарец, ама подзнак лав. Да. Тој е славниот боксер, еден од најголемите во историјата. И он Изненадувачки. така зборуваше, така се представуваше. Боцкам како оса, летам како пеперутка, брз сум, недофатлив, победувам, никој не може ништо ми направи. И ги поценуваше противниците. Веројатно му беше тоа тактика, но некои лавови се тешки за комуникација, доколку се од оној нижи карактерен тип. Во тој случај и треба да внимаваме да не го повредиме нивното его. Зашто лавот најмногу, што се вели, му пречи ако некој го исмее во јавност или некој си игра со неговата личност. Например, го поценува. Да. Се има зодијачки знаци се малку попасивни, поподредени, ајде ќе речат кој ќе се занимава со овој неразбранив. Ама лавот се бунтува, може да дојде до конфликт. Без разлика жена лав, маж лав, доколку некој се обидува да си игра со нивната личност, овие ќе се спротистават. Лавот не е пасивен. Тоа и добро, ги брани своите вредности, што се вели, брани својата територија. Се оној позитивен карактерен тип на лав, тој е прекрасен и тој е под доминација на сонцето. Сонцето. Сонцето шири, дава енергија. Лавот шири, дава харизма. Нема лав кој не е харизматичен, кој не е на некој начин забележлив. Без разлика дали по својот изглед, дали по својот интелект, дали по своите способности, дали по своите таленти, дали по својата кариера, дали по нешто што го направил оригинално необично, и тој како водолијата знае да се разликува од просекот. Да речеме лав одскокнува и еве големи славни личности родени во знакот на лав, како Усейн Болт. Да. Кој е подобар и поголем од Болт во атлетиката, да речеме. На 100 метри за 9 Да, секунди. најбрзиот спринтер Да. во историјата на атлетиката. Атлетиката. Потоа земете го Алфред Хичкок, еден од најголемите режисери. Тој има воведено многу интересни техники на снимање, а и она психодрама ја има воспоставено со некои морбидни тенденции. Хорор филмовите, Така е. кралот. Потоа Роберт Редфорд, тој е икона во Холивуд. Многу позитивна, прекрасна личност, а и борец за многу неправди. Лавовите го имаат тоа, се борат за правда, се борат против неправда. Така што на некој начин тие знаат да придонесуваат за заедницата и така треба да биде. Сонцето константно, нели, сијае и тоа укажува да ми биде мене добро, ако го мене ми е добро, ќе направам да им биде добро на другите. Значи гледате лавот кај го става фокусот. Прво го става кон себе. Да се себе изрази, себе реализира, себе потикне. Заедницата. Кога себе ќе се потикне, себе ќе се реализира, тој може да се даде на другите. Речеме една водолија може малку да размисла, ај пријателите, ај групата, ајде роднините, ајде блиските, ајде не знам кој од надвори ќе се запостави себе си. Една риба ќе се жртвува за другите. Ќе се изгуби себе си во некои односи, некој ќе изманипулира, ќе направи жртва, зашто рибата го нема она јас. А лавот главно му е јас. Кој сум јас? Што сум јас? Што можам да постигнам јас?
Да. И се замислете деца лавови да ги учиме на млитавост, на пасивност, на страф, не оди. Детето лав мора да има цел. Мора да верува во себе си и како што кажавте, самодоверба. Најмокната алатка кај лавот е самодовербата. Мик Джегер колку има, над 80 години, Да. роден во знакот на лав, ете уште настапува. Што е? Со Rolling Stones Како една да има многу 35. мокна група, создадена и наметлива и та гледате трае лавот. Че кај лавот има трајност на квалитет, како што кажав и за Роберт Редфорд. Значи нема лавот фаќа високо ниво и гледа да го одржува. Тој не сека да шета и со некоја партнерка која не му одговара или која не е представителна. Значи може некој зодечки знак ќе најде нешто што него му одговара делумно, ама лавот гледа да му одговара и нему, ама да биде и представително за пред јавноста. Затоа што некои лавови имаат потреба од виденост. Гледате, првата црта негативна, нарцисоидност. Втората екзибиционизам. Да. Се што права да биде видливо. Да. И сега лав кој што е со ниска духовна свесност, тој се ќе ти презентира пред Фејсбукот или пред јавноста. Него не му пречи да го гледаат, да го анализираат. Да речеме една девица е по-интимна, по-затворена, не сака премногу јавноста да знае за нејзините состојби. Лавот е по-екстровертен, а девицата, да речеме, јарецот се интровертни, значи се насочени кон себе си или бикот. Затоа во таа смисла лавовите им е потребна јавноста и ете гледате се многу успешни во професии каде што се присутни рефлекторите јавноста, славата, мокта. Арнолд Шварценегер, роден во знакот на лав, кој би рекол од Австрија, тамо од Тирол, од кај бил? Да. Бодибилдер и од еднаш ќе стане икона во филмската индустрија. Ама има некој талент, поседува нешто. Мадона. Мадона не можела да преживее. Одела спиела тамо на некои клупи. Брат ти нешто кој ја ги помагал, па имал проблеми, ама имала талент, имала верба, имала самодоверба, имала способности. И тие ги експонирала и успеала. Мада бурен, љубовен живот. Кај лавовите тоа е карактеристично. Ја сакаат страста и не може без страста. Се страста не е само телесна страст. Страст за успех, страст за пробив, страст за да ги докажам вредностите, страст во креативноста. Еве, Шон Пен, роден во знакот на лав, врска со Мадона. Тоа било невидена работа. Двајца лавови се нашле и тоа пукале, што се вели, петарди. Да, огномет. Па сакам да кажам конфликти, недоразбирања, бунтувања, љубомора, посесивност. Некои лавови се посесивни. Тоа што е нивно, не го даваат. Гледате, они држат авторитетот. Они велат ти тамо да стоиш и така да размислуваш. Ем да стои, ем да размислува. Овие диктаторите лавови. Еден од диктаторите он Милошевиќ. Негативец лав. Значи што им направи не само на Србија, направи на цела пранешна Југославија. Да, тој вие негативец. Наполеон Бонапарте е лав. Да. Тој имал талент, имал способности, бил голем стратег, ама ете имал диктаторски тенденции. На крај цар се промовирал. Да. И на крај не го заврши. Да. Така што имаме од секаква смисла лавови. Имаме лавови креативци, Витни Хјустен, например, не се штитела, не се чувала себе си. Повторно ради љубовта, страста, со еден Боби Браун, тој некој си бандит со добар музичар, одличен музичар, ама склон кон дрога. Да. Ја навлекува оваа не се цени излеа себе си, без разлика најголем, што се вели квалитетен вокал. Да. Ама ако ја немаш ти самодовербата, ако ти не работи со себе си, ако ги предадеш уздите на владење на другите, тогаш тонеш пропаѓаш. Кој најмногу пропаѓа? Лавот. Че гледате правило број 1. Ти контролирај, ти владеј, ти биди во мир со себе, ти создавај вредности. Не му давај на другиот да те контролира, да те управува, да ти наметнува. Да. Лав е тоа забрането. Ај за некои други зодиачки знаци може ќе кажам подреди се. Лав не може тука да се подреди на ниски вредности или на некои личности кои немаат капацитет. Па не треба на никој да му се подреди. Лавот мора да има гордост, достоинство. Тоа е вистинскиот лав. Така оваа Витни Хјустон се подредила, потлекнала и на крај млада заврши во една када. Викаат дека се предозирала. Да. Значи, има правила. Чувај се себе си. Чувај се себе си од себе си, чувај ги другите од себе си, чувај се себе си од другите. Гледате тројно правило. Зашто од себе си се чуваш? Зашто его некогаш презентираш его, те одлекува. Понекогаш славата ти удира во глава. Па не си концентриран. Па си различен ради славата. Едноставно мислиш дека вечно ќе ти биде присутна славата. Што ако не биде присутна славата? Да, деструктивен нагон може да превлада, така мора. Па да, ама гледате и тоа е изборот на партнерство. Кај лавот е тоа многу битно. Лавот точно дека е индивидуалец на една основа, но тоа има потреба од публика. Да, сонцето не сјае, не зрачи самото по себе, тоа зрачи за да некој ужива, за да има светлина, да има виделина, да има живот. Лавот кај што оди влегува живота.
Сега да не кажам кои знаци, кај што иде влегува темнината или неубавата енергија или некоја затворена. Сега ова зборам за знаци кои се со ниска вибрација, од нискиот карактерен тип. Лав, дури и оној нискиот карактерен тип ќе ти внесе енергија. Сега некој таа енергија може да е деструктивна, наметлива, Так. тешка. И некој вели кај со овие лавови не можеш да се докажеш, само тие да зборат, само тие да кажат, само тие знаеле, само тие биле паметни. Како дојде време сите сакаат да бидат лавови и во суштина е добро да си лав, но мораш да имаш изградена самовредност. Ако немаш изградена самовредност, можеш да патиш или можеш да тонеш. Добрата страна што лавот верува во себе си. Да. Камерун, режисер, и тој е многу як. Да, Джеймс Камерон. Да, па со филмот Титаник. Значи, Да. ја верувал во себе, знаел тој каков проект, како го изнесол. Значи, едноставно создал големи вредности. Аватар, исто негов. Па да. Сакам да кажам и големи актери. Едни од најголемите. Знаеш ли еден од најголемите актери кој е? А роден на мојата дата. На ваша, да. Роберт Де Антонио Ниро. Бандерас. Не, Антонио Бандерас не ти е најголем актер. Не, добро, Е да. само привлечен, интересен, шармантен. Не е лош, ама не е најдобар. Роберт Де Ниро и Ал Пачино се икони. Да. Ал Пачино во Знакот на бик, Роберт Де Ниро во Лав. Шон Да, Пен прекрасен исто глумец, на да. моја дата е роден, да знаеш. Шон Пен, иначе нашиот професор исто така во хороскоп е лав, така да ќе обработиме подобро темата. Добро, сакам да кажам дека лавовите мора да држат до себе, до вредност, до Да. став. Па и овие никој не се приклонувал од овие актери што ти ги кажувам. Не една естаблишмент да им се додворува на тие таму никаквеци. Лавот си фаќа патека на светлината. Зашто он е по доминација на светлината. Ако е позитивец и тога светлината, Бог, судбината му помага. Многу често лавовите имаат поддршка од космосот. Дали дека имаат само доверба, дали позитивна енергија, дали нешто сака да работат во име на позитивното. И тогаш во критични моменти Божјата промисла или космосот им помага, им отвара врати. Затоа се верува. Верувај во себе. Верувај во тоа што сакаш да го работиш. Верувај дека ќе успееш. На крај ќе се искачиш. Оптимистични се исто така. Па не едни од најголемите оптимисти. Алонсо, го знаеш ли тој возачот? Фернандо Алонсо, да, на Ферари, Формула што веќе е во Па пензија. тој е голем Да, шампион. Да. Значи гледаш лавот кај сака да работи, сака да биде најдобар. Хичкок не му дадоа Оскар, ама Хичкок заслужи не знам колку Оскари. Да. Роберт Редфорд доби Оскари. Тогаш се повриваше хорор филмот, па малце беше почудно. Абе не беше тоа класичен хорор филм. Хорор филм е, што да ти кажам, таму Дракула, Франкенштейн и некој таму Петок 13. Тоа ти се класични хорор филмови. Овие се психодрами со подлога, со тематика, со анализа на човековата психа. Со анализа на човековите стравови. Тој гледаш како екзистенцијализам во филмската индустрија. Во тоа време беше популарен екзистенцијализмот во Франција. Жан-Пол Сартар, Албер Ками, прашање за апсурдот, прашање за смислата на животот, прашање за стравовите, прашање за рамнодушноста, апатијата. Значи Да. се што беше присутно во минатиот век околу 60-тите години. И тогаш работеше Хичкок. Тој сето тоа го пренесе. Човековите стравови, подсвесни варијанти. Гледаш филмот Психо? Психо, Значи какви подсвесни состојби имаше на умот птици. и врзаности. Па не само тоа. Значи едноставно тој е режисер со голема тематика, голема длабочина. Таа тематика не е површна тематика. Така и Роберт Редфорд, какви се филмови има изнесено. И ред аспекти. Значи не е едноставно да си лав, но добро е да бидеш лав. Зашто не е едноставно? Бидејќи не се задоволува со просечност. Нешто ќе те тера да бидеш се подобар и подобар, а некогаш тоа е и опасно, бидејќи ништо не можеме ние да достигнеме. Секогаш до кај да достигнеме нешто што уште повеќе треба да достигнеме. И така ќе се вртиме у кругот. На крај може да станеме незадоволни. Друго е да бидеме задоволни од тоа што го имаме, да застанеме и да се опуштиме, да имаме тишина. Кај лавот имаме брзо темпо на животот, брза потреба да се искачам, брза потреба да постигнам, брза потреба да бидам уште подобар. Да. Ту земете го лавот во љубовта. Тој не се задоволува со просечни опции. Да. Него он гледа партнерот, партнерката да се исполнителни, што се вели. Страст, флуид, привлечност. Интелект, разговор, поврзаност. Емоционална вклопеност, некоја која ќе го слуша или оваја лавицава, некој кој што е тука за нејзе. И потоа некој кој што има вредност, има резултати, кој што не е некој да го влече цел живот. Ниту материјално способен, ниту професионално, ниту било каде. Ниту духовно. Лавот бара и духовна компонента. Значи едноставно тој е знак на барања. Тие барања не може секој да ги исполни. Таа јака волја му помага.
Значи едни од моктите кои се со јаката волја. Да, не. Еве, ајде да видам кој ќе ми кажеш од познати личности. Со јака волја. Да. Па Мадона, Сандра Булок, Бен Афлек исто така, Антонио Бандерас го кажавме, од нашите најголеми спортисти меѓу кошаркарите Перо Антич исто така може да го напоменеме. И Хали Бери исто така е родена во хороскопскиот знак на лавот и ред други ги има. Добро, дали гледаш сите се харизматични, привлечни на свој начин? Точно. Сите успеале со волја, со дух. На никој од нив не им било дадено лесно и меко. И Бен Афлек, тој заедно со Мет Даймон, така успеа, многу добри беа и во сценаријата, пишува, создава и така се пробија. Ама се пробија со квалитет. Сандра Булок исто така, таа била избрана за мис. Да. Па потоа пронашле продуцентите и влегла на филмот, ама харизматична и може да се наметне. Еве, Дастин Хофман, знаеш дека е голем глумец? Да. Тој е роден во знакот на лав. Дастин Хофман. Да. Во Дождновен човек со Том Круз. Не е само тој, полно филму има он одиграно. Важно сакам да кажам дека лавот не е тој кој што чека некој друг да го удира по рамото и да му рече чекај, ќе биде, тука сме, ќе ти отворам портата. Лавот сам пробива. Да. Има зодиачки знаци чекаат. Некој да им даде рака, некој да им ги пофали, некој да им овозможи, на крајот може никогаш да не дочекаат. Лавот е продорен, брз, иницијативен, како и овенот. Стрелецот е добар, ама за странство. Да патува, да се движи, да отвори хоризонт, има нешто филозофско. Тие се огнените зодиачки знаци. Значи, гледате огнот колку е битен. Да. Огнот дава волја, виталност, дава сила, дава капацитет. Живот. Значи, едно е водените зодиачки знаци. Рак, риба, скорпија. Тоа е би рекал, мека енергија. Тоа е поемоционална, тоа е поемпатична може од една страна. Тоа е и делумно да видиме што е со другите и какво е нивното влијание кон нас. Лавот вика што е со мене и какво е моето влијание кон другите. Да. Центарот тоа сум јас. Знаеш што е хелиоцентрична теорија? Дека сонцето дека околу земја сите планети се вртат околу земјата или обратно беше. Геоцентрична сите планети се вртат околу земјата. А хелиоцентрична сите се вртат околу сонцето. Да, околу сонцето. Лавот по чие влијание? Лавот е под сонцето, да. Значи кој се треба да се врти? Сите зодиачки знаци околу лавот. Че гледаш лавот, тоа е, види Јордан. Природна тенденција. Лавот како животно во џунглата, дали е кралот, дали е главниот, дали е царот, дали ги пушта лавиците, дали го штити сето тоа таму што е присутно. Да. Чопор лавови. Дувлото, да. Значи лавот инклинира кон заедница, ама лавот инклинира и кон тоа да му биде возможено или да си овозможи, или лавот да биде во центарот. Затоа е под сонцето. Геоцентрично ти е друго. Тоа е погрешна теорија. Не се врти се околу земјата, ние се вртиме околу сонцето. Околу сонцето, значи тоа е природна тенденција да се вртиме околу лавот. Лавот е како сончогледот, а не оној сончоглед кој што ќе го вртиш како сакаш, туку во суштина нешто што следи природни закони. Природни закони подразбираат сакај се сами од себе си, но не биди на штета на другите. Да. Добриот, реализиран, среќен, исполнет човек не ги повредува другите. Фрустрираниот, негативецот, оној кој не знае со себе, тој плука, тој напаѓа, тој обезвреднува. Позитивниот гледа да создаде афирмативни решенија. Затоа лавовите се тука успешни. Еве овие што ви кажам, сите направиле позитивни дела. Стенџи Кјубрик исто така мислам. Така, и он е во знакот на лав. Да. Значи има и режисери, многу мокни личности има. Да. Има и француски и секакви. Еве, нарече Ален Делон е Скорпија. Виж, друга енергија, поспецифична. Роберт Де Ниро, како што кажав, има поразлично. Роберт Редфорд. Да. Сосема по инаков концепт. Пол Њумен, он има глумено со Роберт Редфорд, тој е роден во знакот на Водолија. Тој е многу хуман човек. Марлон Брандо, роден во знакот на Овен. Исто така. Тој е против естаблишмент, против овие негативциве што фрлаат бомби, а ги потоманиле индијанците. Затоа не излезе да ја земе наградата Оскар. Да. Прати една индијанка да прочита говор. Значи, гледаш, имаат став. Луѓе со став, луѓе на оганот, луѓето на страста, луѓето на ентузијазмот, луѓето на иницијативата. Точно, има и негативци лавови. Има еден куп негативци лавови. Со она испревртено его, кое е, да не речам, заразено его или болно его. Макијавелистички смисол. Па и Макијавели не го разбрале. Макијавели бил во контекст на времето. Да. Целта ги оправдува средствата, он сватил што се случува, тамо не можеш ти да ги водиш рештата. Нешто тебе ајде сега да не биде целта да оправиме државата, да застанеме на цврсти нозе, да има правда, да има
што се вели сигурност на улиците, да имаат безбедност, да има економски напредок. Тогаш вели целта кој е подигање, кои се средствата, дај малку ригорозни казни, дај малку да следиме, дај да нема партиско влијание, дај да нема непотизам, дај не најнеспособните да не ги поставуваме на позиција. Така што тоа макијавелистичкото е лавовско на некој начин. Целта ги оправдува средствата, точно има и негативна смисла. Тоа е изнаесено од Лојола, ти не знам колку знаеш од тие, језуитите. Језуитите Од таму произлегува таа идеја. Тие во име на го горат телото на човекот за да спасат душата, неговата душа. Да. Така што ова е друга филозофска тема, ама е лавовска. Лавот не тежне кон тоа да уништува ако е позитивец. Тој сака да придонесува. Но има лавови кои се малку потешки, поконфликтни и тогаш тие ќе речат мене не ме интересира јас да се пробијам. Затоа кај нив и страстите бидејќи се многу силни, тие мора да внимаваат изборот на партнер да не тука некаде не бидат нештата како што треба. Тогаш може да се подлашат. Ако се подлашат, губат од вредност. Во суштина достоинствениот лав треба да се држи до партнерка и партнер. Да се држи тој, така сум го избрал, или да го одржувам односот, или не е добар односот, да го прекинем односот. А што лавот ако се подлегне на страстите, отидува во ниски страсти. Да. Како што еве да речеме некои водоли инклинираат кон ризик, кон коцка, кон хазард, исто и овните, тоа е докажано научно. Како скорпиите се поконфликтни, поостри, побрзи, потешки, па инклинираат кон некои неубави постапки. Не сите, ова збориме за негативците. Да. Така и некои лавови, ако не се контролираат себе си, својата самовредност инклинираат кон ниска страст. Гледате, лавот сака задоволство, сака авантури. Овенот истото го сака, но тој сака адреналин, сака ризик. Водолијата не може да биде здодевно, не може да седи у 4 зида, мора нешто да направи, па може да отиде во коцарници. Да. Рибата инклинира кон алкохол. Една од најголемите корисници на алкохол од сите зодиачки знаци се рибите. Научно е докажано, ама не сите риби, него некои риби. Ракот е кон семејството, ама не сите паракови се по семејство, има некои нема ги прибереш. Така што ова се така малку што се вика општи примери, асоциации од карактерна основа. Но суштината е во ова што ти го кажав. Центарот тоа сум јас и така треба да биде. Да. Независен, силен и продорен. И да паднам, ќе станам. Што кажаа јапонците? Да. Која е нивната главна формулација, знаеш ли? Со икигај? 7 пати падни, 8 8 пати стани. Да. Значи 7 пати да падне, 8 пати ќе станеш. Да. Значи лавот не смее да се предаде, не смее да падне со духот, не смее да биде малодушен, не смее да биде депресивен, може некојаш да биде и да не му оди, ама лавот мора да има волја, да има оптимизам. Најсилниот знак на оптимизмот е лавот. Значи гледа што им е потребно. Признание не чекај се кој од надвор, дај си го сам на себе. Страст е битна, таа е нешто што ти го буди нагонот и силата и волјата, ама не мора да инклинираш кон некои погрешни страсти и ниски страсти. Да. Егото е добро да се зачува себе си, за да никој не се игра со тебе си, ама е лошо ако тоа его им го наметнуваш на другите. Потоа достоинство. Биди достоинствен, биди супериорен, биди храбар и определи што сакаш во животот. Значи имај цел. Лавот е асоциација на енергија. Сега кога сме на енергија, тука и овенот. Да. Лавот, овенот, потоа стрелецот. Се знаците на енергијата, знаците на огонот. Да. Како лав млитав да биде? Па лавовите се знаеш дека се најголемите оратори. Можно. Знаеш еден од најголемите политичари оратори кој бил? Обама исто така. Си се спремал нешто Јордан за лавовиве. Каков Обама? Обама пиши го таму, тој е фигура маска. Тоа те не го третирате. Кој беа Обама? Фидел Кастро. Тој не ти е за пример Обама. Или Бил Клинтон, и тој е лав. Јас тие не ги спомнувам, ма да требаше да ги кажам таму. Зашто тој е лавови фигури, водени како марионетки, како ќе им кажат, фрлај бомба, направи ова, направи она. Кои се тие лавови? Лавови достоинство. Сега овој Фидел Кастро не е дека се имал идеално, ама бил револуционер. Разбираш што е лав до лав. Значи овие не се приме, не се ни оратори. Кои се тие оратори? Дали нешто да сликаат таму, да прераскажуваат. Лидерски способности, значи има поседуваат. Па имаат, ама пак ќе ти кажам, лав со лидерски способности што инклинира кон доброто, кон позитивното, а не кон негативното. Така што давај ги овие примериве на оние што се докажале. Така е, така. Сега има и негативци и нив ќе ги кажеме, така ли? Точно, да. Па ете, Обама може да спадне како некој негативен тип на хороскопскиот знак на лавот. Да, тоа го нема, ама што е позитивен, ајде да го анализираме.
Нема кога правиш ти Па уништување, добро, деградација. доделија Нобелова Ба награда што за ако му мир. Иако тоа се шеми кои они си ги прават едни со други. И го напаѓаше Ирак. А нема, треба да си позитивец. Лавот тука е што се вели заедно со водолијата условен. Значи, ајде ракот ќе го речам и јарецот малку поразлични. Јарецот успее во работата да создаде материјален капитал, да се проби. Ајде таква му е генезата. Ракот семејство дома не мора многу да се наметнува, тука да му биде добро, да има една топлина, да има едно разбирање децата едно друго. Лав водолија, таа оска мора да работи кон надвор, мора кон јавност, мора да биде пример, мора да пробива, мора да создава. Сега влегов во ерата на водолија. Така што секој од овие лавови кои деструктивно действуваат, те не се вистински лавови. Може со бомби он да ми пропагира мир. Да. Едноставно тоа не може да го земе за пример. Ниту оној Бил Клинтон. Да, Плашка ниските страсти таму беа дефинитивно најприсутни. Замислете колку подлегнува толку лесно на ниска страст, кај што го снимаат, го слушаат, го гледаат и тој таму со таа стажанската Моника Левински. Затоа ви реков, кај лавот е опасна таа страст. Да. Ама зашто каков таков тој Алфред Хичкок бил на комераклија за некои актерки. Ама ете колку толку правил добри филмови, не правил некои зулуми. Да. Бил малку тежок за соработка. Има лавови се тешки за соработка. Наметнуваат, наредуваат, кажуваат. Ама не се деструктивци. Сега овие се деструктивци на некој начин, сега не се како овие нацистиве. Ама не е добра работата. Затоа за вистински лавови само вистински примери. Така, да. Благодарам професор и за самиот крај сакам да Чекај бе Јордана за здравјето. За здравјето професијата? Да, професиите, да изумевме. Чекај се. Има уште нешто да се каже за врски, за партнерство. Да. А не знам колку ти е минутажа. Па да, имаме уште 5 минути. Епа, ни здравје ни ништо. Значи за здравје. Едни од зодијачките знаци кои најмногу страдаат со кардиоваскуларни болести се лавови. Значи убедливо најголемо страдање. Треба на тој план да внимаваат да се заштитуваат. Значи, како се хранат, дали се движат, како размислуваат, дали има товар, дали некоја борба со себе си. Сето тоа удира на срце. Синдром скршено срце често е присутен кај лав. Во смисла, љубов, навреда, неверство, настан кој го повреди лавот. Лавот не знае да го менеджира, му страда срцето. Опушти себе, пушти ги работите. Што ги држиш? Било што било. Таа личност има свој грев. Што го преземаш ти гревот? Ослободи ја личноста, нека си тера посака и среќа, секој ќе го добие тоа што го заслужува. И на крај лав, знаеш која е нивна филозофија? Ја одам се нагоре, ти одиш надоле. Да. Што сега, да иде на лавот надоле, да се себе повредува, се уништува, му страда срцето? Пушти ги. Ама ова ми напрема, она ми напрема, не можам сега. Долга е приказната, сега и нека биде предност, нека биде зајакот. Утре ти си желката, ама желката го победи зајакот. Да. Значи филозофија, пристап, гледаш, оваа популарна психологија, еве оваа моја книга, Будење на позитивна енергија. Тај ми ја препорачам на лавови. Мора да пробудат позитивна енергија, мора да веруваат во себе си, мора да знаат што сакаат и мора да сватат. Се тече, се менува и да си малку подале, утре ќе станеш, ќе си искачиш погоре. Ама овој човек ми направи тоа, ама ова ми се случи. Има време, полека. Ти работи го твоето. Веруј во себе си, ќе добиеш награда. На крај нели рековме космосот им помага. Да. Но главните проблеми, внимај на срце, внимај на работен столб. Спондилози, проблеми со коски, неретко. Да. Ишијас, може да биде и дискус хернија. Значи ред аспекти мора да се внимава. Тоа е втората точка на слабост. Крвен притисок индиректно, ова сончаници, топлини, топлотно време малку да избегаваат кога е најсилно сонцето, не да не се премногу изложуваат, да одат во природа, да одат покрај река, да бидат опуштени, да не форсираат, понекогаш да се чуваат енергијата, се свртат кон себе, да бараат тишината, да се хидрираат, да не дехидрираат, да пијат вода, да не претеруваат со висококалорична исхрана, често знаат да претеруваат. Едни од најголемите гурмани со биковите се лавовите. Значи ти инклинираат кон убава храна, убави нешта, убава гардероба, убави состојби. И раскош на духот, не раскош на телото и раскош на предметот. Значи виж, пристапот е многу битен. И волјата и карактерот. Затоа дете, лав е многу голем потенцијал да успее. Ама треба да му дадеме пристап. И они не трпат авторитети, не сака никој да му наредува. Затоа се проблематични у група. Може лавот некој неписмен го ставили партиски да му кажува што треба да прави и овој ќе молчи. Еден ден ќе се разбунтува ако е вистински лав. Иако тука има и лавови мачиња. Да, лошо е да се претвори, како што наведувате во дел од вашите книги, во маче, да. Па тој е маче, тој е слабич. Тој нема сила, тој нема дух, има тој е полтронски ориентиран. Тој се упикува. Значи лав е кој има волја, има дух, има страст, има капацитет.
Затоа рековме, се чува себе си и од некои болести, кои може да произлезат некогаш од преголем замор, преголема истоштеност и губење на енергија. И ориентирање кон професии, кои што може да действуваат, може да помагаат, кои се пред очите на рефлекторите, добри како професори, одлични како организатори, одлични како менаџери, одлични како лидери, одлични кај што има многу луѓе, комуникација, вештини, каде што треба да се сподели, кај што треба да се даде, добри во туризмот, со групи, кај што може да работат со луѓето, секаде кај што се луѓето треба да бидат лавовите. Лав не ти е за 4 зида да го затвориш и да ти гледа монитор. Лав е онаму кај што ќе сподели и кај што добро ќе одлуми. Лавовите се најголемите актери. И тоа да го знаеш. Да. Способни, специфични, талентирани, но понекогаш тешки за комуникација. Ако лавот се победи себе си и стане лавот на светлината, тогаш е лесно, тогаш е добро. И еве како најдобри љубовни врски, за лавови ти може ќе прочиташ за градовите, државите, Градовите, книга. да, за зодијачките знаци, за патување. Најдобри врски со Водолија и со Вага. Вага уште подобро, зашто со Вага се сопаѓаат. Наоѓаат некоја енергија, наоѓаат некој флуид, Вагата е култивирана, стабилна. Со Водолија често имаат привлечност флуид. Може да имаат совена, ама ќе дојде до судир. Може да имаат и со стрелец, секако, дека нешто ќе биде добро. Но стрелецот не ја сака премногу, него сака турството. Лавот сака да им кажува на другите како да се однесуваат. Може и со рак, ако ракот е во случајот жена, а лавот е маж. Ќе има некоја симбиоза. Иначе обратно е комплицирано. Исто така прочитав дека ги бидува и за модни дизајнери во смисол дека облеката што ја носат на себе одразува некоја како символ за нивната внатрешна состојба, имаат некое значење и така натаму. Така. Па портокалова боја, светла боја, жолта боја. Жолтата боја е лаовска боја на сонцето. Портокалова е духовна смирувачка боја, кај тибетанците е присутна. Будизмот. Така е. Значи, сакам да кажам, се што го смирува го опушта, затоа што гледате, се ајде да не зборувам ајурведа, да не зборувам некои други тибетански медицински техники. Значи, се она што го имаш, ако е колерично, ти бараш нешто смирувачко. Значи, не нешто што е нападно, и како боја, и како состојба, и како живот, и како околност, и како темпо. Да. Значи, ако ти онака имаш висок адреналин, ти не треба многу да конзумираш месо. Пашка и лавовите ги сакаат животните. И така треба биде. Животните имаат душа и не се тие да ги уништуваме и да ги по секоја цена конзумираме. Да. Значи, лавот не може, тешко е да стане вегетаријанец, ама е опасно да стане преголем приклоник на таа мрсна висококалорична храна со животинско потекло. Тогаш дефинитивно му страдат артериите. Едни од зодијачките знаци со најголеми проблеми со коронарни артерии се лавови. И не само тоа. Со вените, со циркулацијата и така натака. Благодарам, професоре. За самиот крај само да напоменеме, да ги наведеме кои кристали соодветствуваат на овој хороскопски знак. Тука се во главно кристалите кои што се со жолта боја, како цитринот, тигровото око, пиритот, килибар исто така, кој што има така некоја боја на мед и други кристали. Знаеме дека цитринот и пиритот се главните кристали кои што привлекуваат богатства, парични средства и така натаму. За самиот крај само астролошки записи и да прочитаме во кои градови и држави треба да патуваат овие хороскопски знаци. Патувањата и зодијачките знаци. Лав. Земјите со кои владееле цареви, кралеви, се под доминација на знакот Лав. И тоа Италија, Лихтенштајн, Црна Гора, Романија, Австрија, Чешка и Словачка, како и Сицилија, Монте Карло и Флорида. И најидеалниот представник Франција. Од градовите Рим е најдобриот представник, а потоа и Прага, Филаделфија, Вашингтон, Бристол, Дрезден, Мумбај, Подгорица, Брисел, Дамаск, Дубај, Мадрид и други. Ви благодарам, професоре, ви благодарам и на вас, драги гледачи. Се гледаме во следната емисија и за крај само стиснете лайк, сабскрајб и претплатете се. Благодарам за вашето внимание и до гледање.